Еве назад во утринската на Телма и во нашата утринска тема за денеска, каде што малку ќе подпрашаме за тоа што се случува со мобилните оператори, телекомуникацијските услуги, па и кабелските, па и интернетот, генерално со оваа дигитализација која што ја имаме, ја спроведуваме, до каде сме во споредба со Европа, иако прилично едно време бевме напред и со брзините и со оние услуги телекомуникацијски интернет кои што ги имавме, дали заостануваме во нешто или го следиме трендот. Сето тоа со доцент доктор Борчарцов, кој што ни доаѓа од АЕК и верувам дека ќе ни одговори на сите овие прашања кои што ги има. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Па веднаш да прашам, нели, каква е состојбата во моментов со пазарот телекомуникацијски? Има ли некакви најави? Многу се пишува во последно време, се зборува за трет оператор, што дефинитивно со самото влегување на трет оператор ќе промени нешто. Ако ништо друго, конкуренција и веројатно по интересни пакети, услуги, пониски цени со самото тоа. Да, секако. Сега и со промената на новата влада и во нејзината програма е дефинирано дека се најавува влегување на трет мобилен оператор. Сега тоа сето колку ќе биде реализирано, нели ќе оставиме на времето да покаже, бидејќи сето тоа е комплициран, малку сложен процес. Имајќи предвид дека мрежниот оператор бара изградба на соодветна инфраструктура. Значи предаватели да појасниме. Така е и тоа се смета дека е инвестиција која што треба да биде реализирана од страна на одредена компанија во Македонија, да дојде да инвестира, да вработува луѓе, нели да гради инфраструктура. И сето тоа е процес кој што е сложен, како секоја инвестиција која влегува во државата. Сето тоа како ќе биде организирано, но од друга страна не е ништо ново со оглед на тоа дека имаме два оператори, нели мобилни, би требало полесно да случај, да, меѓутоа па сега видете два мобилни оператори во Европа, ако земете да правите истражување, ќе видите дека има Албанија и Косово, само и ние како два мобилни оператори, сите други држави кои што се и помали од нас и во наша големина се всушност имаат и по 3 мобилни оператори. Словенија, да речеме, има и 4. Малта има 3 мобилни оператори. Луксембург, Лихтенштейн имаат исто по 3 мобилни оператори. Фарските острови имаат 3 мобилни оператори мрежни. Така да, ако земам вака да набројувам, секогаш се гледа да биде што е поголема конкуренцијата, за да може да граѓаните добијат соодветна квалитетна услуга и да можат да одберат она што сакаат да го добијат. Затоа што и пакетите кои што ги нудат самите оператори се креираат врз база на граѓаните и потребите на граѓаните, она што им е потребно да може да го добијат квалитетно и брзо. Ја спомнавме, нели, како мала држава, колку сме ние интересни за операторите кои што, нели, би се заинтересирале да дојдат, има ли интерес од страна на оние оператори кои што би можеле, нели, да започнат со работа овде? Колку тие имаат, колку им е исплатливо да влезат во нашиот пазар? Има ли простор за уште еден оператор и од една страна заработка, нели, за тој трет оператор, од друга страна верувам дека со доаѓањето користа ќе имаат граѓаните во секој случај? Секако дека има. Затоа и во другите држави низ Европа и низ светот, така да кажеме, се оди на тоа да има што повеќе оператори и што повеќе да нудат соодветни телекомуникацијски услуги. Расположението секако дека постои во Македонија, меѓутоа тоа треба да го организира државата, затоа велам што ќе направи за да го привлече тој мобилен оператор за да може да инвестира во Македонија, затоа што тоа е, како што напоменав, тоа е инвестиција која што треба соодветни ресурси да се користат за да може Македонија да има и трет мрежен оператор. Нели, да појасниме, мрежниот оператор всушност, нели, представува оператор кој што има своја инфраструктура, додека виртуелниот оператор е оној кој што ја користи мрежата на тој што има плаќа кирија на овие постоечки, да појасниме зашто се работи. Единствена опрема што има е тоа базата на податоци со кои што располага треба да бидат лоцирани согласно законот, треба да бидат лоцирани во
во Македонија, не некаде хостирани на други места надвор од Македонија. Значи и сите сервери и сите поддршка на серверите, опремата треба да му биде лоцирана во Македонијата, главната опрема, а додека инфраструктурата со базните станици ги користи всушност на друг оператор. Под Кирија ги знаемува од друг оператор. Ние имаме такви плюс 4, сега да им појасниме убаво. Имаме два мобилни оператори, тоа се Телеком и А1 сега за сега. И овие 4, едниот беше Like Mobile, едниот беше Телекабел, Емтел и Green Telecom. Така е. Сега овие се 4 виртуелни, кои што споменавме имаат базна станица, односно податоците им се на една локација во Македонија, ама ги изнаемуваат предавателите, што значи дека автоматски они не може да бидат многу конкурентни, затоа што плаќаат кирија на овие постоечки. И затоа овие видови на услуги, која е нивната рентабилност? Овие видови на услуги ги врзуваат со други видови на услуги, каде што може да бидат конкурентни и каде што тука ќе ја намалат цената, а за разлика на тоа ќе ја зголемат цената на мобилните услуги. И затоа прават одредени пакети. Значи ви велат ќе користите мобилни телекомуникациски услуги, ама во тоа може да добиете интернет, да речеме, 150 гига, ако другиве 30, да речеме некоја така. И телевизија со не знам колку канали, каде што ќе ви го привлече вниманието да го земете тој пакет и да отидете кај нив да бидете соодветен корисник. И затоа се групираат така повеќе видови на услуги. Извинете, како пливаат овие години додека постојат? Рентабилна им е работата или работат? Да, меѓутоа не можат да се носат со овие големите кои што имаат своја инфраструктура и нормално тие го диктираат пазарот во секој случај. Тие зимаат дел од се учесници во пазарот, меѓутоа со многу мал удел и со мала некоја одредена заработка која што се над нулата, да речем. Сега Лајка Мобил нуди само мобилни телекомуникациски услуги, тој мислам дека е на граница на екзистенција према моите сознанија. Сега може би користи други средства каде што се каде што може да се финансира, јасно, да црпи финанси, нормално, затоа што јасно рековме дека сепак ако се изнаемува туѓа опрема, тој што ја има опремата сигурно дека е во предност. Но сепак е многу важно да граѓаните добијат соодветна услуга и мислам дека ако на тој пат се фокусира и владата заедно со операторите може да се дојде до она што граѓаните го посакуваат, а тоа е стабилен, брз и стабилни, брзи телекомуникациски услуги. До кај сме на таа тема? Едно време бевме лидери. Остануваме ли тука меѓу лидерите и малку се спуштивме и заостанавме? Заостанавме, искрено. Се си има свое. Знаете како, не знам, се погодија некако можеби коцките, да во ова сфера или од средно ниво да малце паднеме повеќе под средното ниво. Имаше доста проби да влезе и трет мобилен оператор, да се сето тоа подобри како што треба, меѓутоа сето тоа некако спласна и всушност не се успеа да се создадат услови за подобри телекомуникациски услуги и побрз интернет, да го имплементираме во целост 5G. Видете, Македонија е сепак мала држава и многу полесно, за разлика од другите држави, може да се изврши тоа покривање на 5G и да се оди на следна генерација на технологии, да се развиват сето тоа како што треба и да го следиме чекорот на другите балкански и европски држави. Да, рековте мала територија може да се покрие, но треба и нова технологија која што е прилично скапа. Колку тоа може да го издржат операторите, колку можат тие да го следат трендот во дигиталното време и промена на сите тие базни станици, се тоа што си го носи. Се е можно ако се сака. Нормално дека секоја нова технологија бара вложување и средствата кои што треба да ги вложите, нормално треба да се вратат. Колку вие како АЕК можете да влијаете, односно да им наложите дека до одреден период, дали тоа сепак го одлучува самата компанија според оние договори или може АЕК да наложи
дека до тоа и тоа одредено време треба да се променат нели базните станици, да се колку можете да влијаете во цените, да се коригира, да нели намалат, зголемат и така натаму. Колку имате влијание што се однесува до самите компании или тие си се приватни, тие се одлучуваат? Па приватни се секако и тие соодветни Добро, одлуки пак е носат, поврзано со меѓутоа е државата, поврзано нели со државата и Затоа велам, треба да се создадат соодветни услови за да може да бидат задоволни и операторите и корисниците. Значи не можете вие да во една бизнис околина да гледате само еднострано и да велите да корисниците само да бидат задоволни или од друга страна само операторите да бидат задоволни. Значи мора двете страни да бидат задоволни и нормално државата да го сето тоа контролира. За да може сето тоа да функционира како што го објаснив, мора и државата да создаде соодветни услови за да сето ова што го говорам се исполни. Значи за да можат повеќе страни да бидат задоволни, нели како што вели на народната пословица, сите да бидат среќни и задоволни за да може нештото да функционира. Инаку ако една страна не е задоволна, тогаш ништо не е постигнато. Затоа и самата држава сега еве нели со новата структура може и треба да се заложи да двете страни всушност бидат задоволни. Значи се што ќе прави во делот на телекомуникации да се прави со истражувања, со конференции, со еве вака разговори со стручни лица кои што знаат како сето тоа треба да се направи и да може да на граѓаните и на операторите да им се овозможи, значи да операторите соодветно дадат услуги кон корисниците и корисниците го добијат она за што соодветно и плаќаат. Да, јасно. Како се покажа сега она балканска соработка со роамингот? Па добра е соработката. Секако само треба да малку да се зголеми прошири јас зборам како корисник на цени. Треба да се оди на тоа знаете што е проблемот е во тоа што треба да се регулира сега во делот на размена на податоци. Сега е регулиран само говорот. Значи вие кога одите во овој нели круг на балкански држави, говорот е тој што е, нели, затоа и говорете, изборувајте како да сте дома. Меѓутоа, размената на податоци, интернетот се уште се плаќа. Кога ќе поминете македонската граница, ви стигнува порака соодветен пакет за одредена цена за да може да користите. Кој што е прилично скап. Така е, за да може да користите соодветен интернет, односно тоа се нели да користите соодветни податоци без разлика дали е интернет, дали се одредени други апликации кои што вас ви користат. Во таа насока овде треба да се насочи сега, значи да се прошири тој тип на услуги во делот на телекомуникациите, односно да се работи на тоа да размената на податоци да биде исто како и дома, како говорењето, затоа што голем дел нели веќе сме значи да се потребна ни е поголема брзина, односно потребна ни е повеќе. И сето тоа да биде во корист на оние кои што патуваат надвор од Македонија, за да нели тогаш нешто да се зголеми цената, а врз база на таа мала зголемување на цената да вие добиете многу повеќе можности кога сте надвор од Македонија, а не да речеме кога ќе уклучите, ќе заборавите да го исклучите интернетот и после потоа да добиете соодветна потоа да се изненадите на крајот. Да ви дојде некоја честитка дома која што нема да ви биде. Многу се случува така. Посебно во пограничните реони, наши граѓани кои што одат да речеме, каде што случајно, односно автоматски ќе им се префрли на роаминг, заради посилен сигнал може би. Тоа малку во минатото беше почеста практика, меѓутоа сега со зголемување на капацитетите на самите базни станици кои што гравитираат по граничните места, се избегнува тоа, односно силината на сигналот го добиваме од македонската страна, отколку од другата страна на границата каде што има и други нели оператори и базни станици. Ја некако ќе го финиширам разговор бидејќи веќе пробиваме интересен, нели, што да очекуваме во блиска иднина, еве, технолошки во овој контекст? Па се може да се очекува, знаете како не можете да предвидите нешто што
се уште не, нели, сега сме на почеток, државата почнува да функционира одново, бидејќи кај нас Да, после секои нови избори тук се адаптираме. И додека се сето тоа профункционира, малку ни треба време, за да може да дојдеме до нормалниот пат како што се движи, а потоа да размислуваме за фаќање посериозен приклучок кон другите држави, бидејќи другите држави со огромен чекор одат напред во поглед на технологиите и технолошкиот развој, не само во телекомуникациите и во другите области. Така да мислам дека колку побрзо сите овие настани се случуваат, ќе се случуваат и настаните во делот на телекомуникацијските услуги и подобрување на услугите кои што ги добиваат самите корисници во овој дел. Сака на некиле, ќе мораме. Така е, сето тоди натаму. А мора и ние да се приклучиме на тој пат. Благодарам многу. Ви посакувам убаво лето и се разбира се дружиме веќе од септември повторно со сите оние информации корисни за нашите гледачи. Секако сум на располагање во секое време. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Господинот Борчарсов од АЕК. Одиме сега со реклами, па првите утрински вести во 8:30, па ќе се вратиме назад со уште гости до 11.